Корените промени во Мешовитата историска комисија, во која нема да има политичко влијание, може да придонесат за придвижување на процесот разговори со Бугарија од научен и историски аспект. Членовите треба да бидат предложени од националните институти, да бидат врвни историчари, македонисти, антрополози, археолози, академици од МАНУ, кои ќе го штитат македонскиот национален идентитет. Експертите се децидни дека оваа комисија, која се занимава со чувствителни теми од минатото, никако не смее да биде дел од политичките процеси. Во однос на Мешовитата комисија, еден сосема исправен пристап, досега таа комисија на некој начин беше интегрирана со политиката, што не смее да биде, и мора да се излачи таа комисија од политиката. Предлозите за луѓето кои што ќе бидат членови во таа од наша страна, македонска страна во Мешовитата комисија, треба да бидат пред се предложени од своите научни институции. Ова комисија не треба да биде дел од еден политички процес, туку треба да биде излачена од тој политички процес и да биде дел, например, да биде префрлена под егидата на УНЕСКО и таму да се разговара за такви осетливи прашања кои што се однесуваат за минатото, а за она што се однесува за еднината, тогаш политиката треба да предничи во делот на развојот на економијата, во делот на развојот на туризмот, трговијата, енергетиката, граѓанските иницијативи и разнообразните иницијативи. Тоа е тоа. Така треба да одиме напред и така ќе ги решаваме проблеми. Додека се чека во Бугарија конечно да се формира стабилна политичка влада, по седмите поред парламентарни избори закажани за во октомври, македонската влада, освен што планира промени во Мешовитата комисија, често пати го промовира и предлог решението за уставни измени со одложено дејство. Овој предлог, кој е веќе консолидиран став на владината коалиција, според Ѓурчев е издржан, бидејќи на таков начин ќе имаме гаранции. Апсолутно исправно, затоа што де факто кога ние ќе дојдеме на крајот на преговарачкиот процес со Република со Европската унија, кој што е мултилатерална димензија, за разлика од билатералната со Бугарија и Грција, тогаш ние ќе треба да направиме сериозни промени во уставот, затоа што тоа значи прилагодување кон европскиот вредносен систем. И тогаш му е местото да се случат и уставните измени, меѓу другото и соодметнување на оние етнички заедници кои што не се сега во уставот. Значи, во моментот кога ќе знаеме дека ќе станеме членка на Европската унија, покрај другите промени во уставот треба да се случат и тие уставни измени. Предходната влада се согласи на внесување на бугарите во уставот по прифаќањето на францускиот предлог и покрај противењето на најголем дел од граѓаните. Бугарија од потпишувањето на договорот за пријателство во 2017 година излегуваше со нови и нови барања, а македонската страна ниту еднаш не побара да се надогради тој договор, да даде предлози по дипломатски пат кои ќе го заштитат македонскиот идентитет. Со доаѓањето на новата влада дојдоа и најави за проактивна дипломатија, решавање на проблемите со соседите на начин кој ќе биде прифатлив за Македонија и придвижување на процесите без да се задира во националниот идентитет.